кај што каза еден од постарите, едно дрвено крвче не добивме од македонскиот синод или македонската епархија. Така, морам да те прашам, пошто и мене не ми е баш ова целата ситуација јасна, верувам дека и на доста луѓе нема јасна, особено на луѓето што се во Македонија и што не живеат во Австралија, се деси некој конфликт меѓу владиката и македонската популација овде во Австралија. Да. Што точно се деси во реченица 2? Што беше главниот конфликт? Проблемот е откако се отцепи Македонија од Југославија пред 30 години, дека ние ни од политичарите, ни од религиозните свештените лица немавме никаков помош овде. Дојде некој си владика овде што бараше тапи за цркви, за станови, а ништо не дојде овде со никаква идеја да речи сакаме да промотираме македонската култура, со фолклор, со спорт, со книговоделство и со книги и такви работи. Дојде овде, дојде тој некој си владика, да не го спомнувам, стапнува и бара тапи и бара чекпукои. Со која цел? Со целта да контролира. Во тоа време кога дојде првен, јас разбрав дека имаше низ цела Австралија 84 милиони долари вредност во Австралија со цркви и станови што има купено, приватни луѓе што имаат даено пари од џеб за да се створат овие работи. Што штеделе луѓето со години на негова контрола да бидат. И сетне се јавија некои глупости таму за приватни цркви, за компании, ова и така. Проблемот стана уште поголем и поголем. Проблемот стана поголем. И црквата во Рокдайл, кај што слушам, не знам точно, немам видено ништо конкретно, има потрошено повеќе од $1 милион само по судови. То се големи. Два стано има блиску до црквата и продадоа за да ги платат адвокатите. Жалосно, тие пари може да се искористат друго место за други добротворни цели. Можеше да се гради нешто што децата и внуците наши, на сите, може да го учат јазико, може да учат фолклор, може да учат што е добро во нашата култура. Али тоа се промрши. И сега каква е релацијата македонското иселеништво во Австралија со македонската црква? На какви односи е? Мислам тие цркви што не беа... Да не се изразвам погрешно, да не е македонската црква, да не се работи за поединци тука. Некои цркви паднаја, цркви се отворија од владиката, што си донесе своји свештеници. Другите цркви што не беа под македонската епархија си останаа како што си се. Али залошно е што се делија луѓето и имаше голем конфликт овде на времето меѓу тие со владиката и тие што беа против владиката. Не против владиката, што сакаа да држат контрола, да не се предај цела контрола на... Имаше многу интересна работа. Ова беше за мене, да не речам смешно, и за доста луѓе како мене кои дошле во Австралија во подоцнежни години. Фама се крена со црквите, во која се смее да се влези, во која не смее да се влези. Тоа е проблемот. Ако имаш човек што е поглавар, што не може да ги разгледи овие работите пред да се почнат, резултатот ќе биде тој. Ако сакаше тој да добие тоа што бараше, можеше многу со гаро што викаме, можеше многу лесно да добие, али не можеш ти со тој арогантност да дојдеш овде да мислиш дека ти можеш да превземиш што сакаш. Не оди системот во капитализмот, системот не дозволува такви работи на овој начин. Има и католички цркви, и англичански цркви и сето тоа, ама ние одевме по друг систем, што ние никаков помош не добивме од тие луѓе таму. Тоа е проблем.